I'm very pleased to be here and to be part of this. Дојдени сме тука денеска за да видиме и да разгледаме што можеме и како можеме да направиме за градинките во нашиот град, да провериме за донацијата која што ја направивме во оваа градинка и во останатите градинки. Денеска дојдовме тука да го разгледаме и да провериме ламинатот кој што го дониравме за оваа градинка, како и машините за перење и сушење. Со донацијата на машините за перење и сушење сакаме да придонесеме, односно да зголемиме енергетската ефикасност и да ги намалиме трошоците кои што се даваат за потрошувачката на енергија. Нашата стратегија е да донираме чекор по чекор за сите градинки. Заедно со тоа што уште минатата година разговаравме и разгледавме на еден состанок со директорот на градинките што е потребно во градинките и по кој редослед и по кој приоритети каде и што да се донира. Донацијата кон градинките започната уште во 2019 година. Минатата година со оглед на ситуацијата со ковид повеќе бевме организирани, односно фокусирани на донации кон болниците и кон медицинскиот персонал. Се надеваме веќе од оваа година со самото одвивање на вакцинацијата ќе се намали бројот на заболени од COVID-19 и на тој начин ќе можеме повеќе да се фокусираме кон донирање и помагање на останатите делови, односно останатите институции како градинките. Во секој случај децата се нашата иднина, па затоа сакаме што повеќе да донираме и кон децата. Обшествено корисната фирма Гентер денеска донира една од најголемите донации во вредност од преку 31.000 евра. Тие се состојат во следното: индустријски машини за перење, индустријски машини за сушење, 6 на број во градинките Гоце Делчев, Мирча Ацев и Тризла. Исто така донираја скоро 750 метри квадратни ламинат. Тоа е некаде околу еден шлепер ламинат во вредност од 6000 евра. И сакам овој момент да им се заблагодарам за донацијата. Донацијата е во целост проведена, ќе оди чекор по чекор, сега е наместени се првите машини, а потоа ќе бидат и во другите градинки за период од 2 месеци. Според Комисијата за заразни болести, зголемен е бројот на деца од 15 на 12 и во јаслите од 12 на 15. Ситуацијата е безбедна, градинките извршена е дезинфекција, дезинсекција, дератизација, се безбедни и можеме да очекуваме за потполно почнување со работа како и порано. Комисијата за заразни болести ги прошири мерките, бидејќи безбедносната ситуација е во ред. И сега имаме од 600-700 деца, а ќе одиме да се вратиме во нормален колосек и на 1200.